Старата воена касарна, лоцирана во централното градско подрачје на Кочани, со години наназад ја раскажува приказната за градот низ годините минати. Историјата, колку и да е интересна и занимлива, сепак со сето она што се случува околу касарната, не е ни најмалку розова. Имено во објектот од касарната со години наназад, во речиси субстандардни услови, живеат 30 на семејства. Општината, за да го реши проблемот со нивното трајно сместување, подготви проект кој се уште е актуелен, истакнува градоначалникот Радко Димитровски и додава. Проектот за дислокација е подготвен од наша страна, од страна на општината, уште пред 2 години. Тој проект го ние презентиравме и пред сите странски амбасади, заедно со министерот во владата на Република Македонија Неждет Мустафа. За жал, организиравме и донаторска посебна конференција. За жал, не се обезбедија средства да се реализира тој проект. Тој проект постои. Ние за тие фамилии сакаме да ги дислоцираме, да им обезбедиме минимални услови за живење, далеку понормални од овие кои што ги имаат сега. И во колку се обезбедат средства, овој проект ќе го реализираме. Значи, повторувам, проект има, меѓутоа, за жал, општината сама не може да го реализира овој проект. Инаку во годините минати старата касарна, според предвидувањата, требаше да се пренамени во пензионерски дом, па потоа за музеј на драмскиот аматерски фестивал во Кочани, а се заговараше и пренамена во студентски дом. Се останува постаро, а сликата за градот во неговиот најубав дел ја наградува амбиентот околу старата касарна.